Со меѓуопштинска соработка општините Пробиштип и Кратово го започнаа проектот за добивање лиценцирани негователи кои ќе се грижат за граѓаните над 65 години. Негата и грижата за сите граѓани е приоритет и на двете општини, а неопходните работи кои повозрастните граѓани не може да ги извршат сами, ќе ги завршуваат со помош на негователи. Со оглед на самата миграција, ќе кажам, со оглед на проблемите во тој дел, во тој аспект, општина Пробиштип води грижа за нашите највозрастни сограѓани, лицата кои што го граделе Пробиштип, и тоа ние, помладите генерации, тоа и го должиме. И затоа посебно е чувството и големо е задоволството кај мене што заедно со општина Кратово, на разбирање на Министерството за труд и социјала, влеговме во еден ваков проект каде што добиваме лиценцирани негователи, ќе водат грижа за 20 на наши сограѓани ширум Пробиштип на цела територија. Оние потреби, најнеопходни ќе кажам, кои што не можат самите лица возрастни да ги завршат, затоа е тука Црвениот крст заедно со негователите да таа грижа и ја пружиме. За 24 крајни корисници општина Кратово обезбедува 7 лиценцирани негователи. Целта останува иста, да им се помогне на граѓаните на кои помошта им е неопходна. Она што го обезбеди општина Кратово е 7 лиценцирани негователи кои што обезбедуваат поддршка и нега на крајни корисници, 24 крајни корисници, стари изнемоштени лица на територијата на општина Кратово, кои што лица навистина им е потребна оваа поддршка и за кои што се надеваме дека ова ќе им понуди еден поквалитетен живот и подобрување на нивните животни навики. Услугите ќе бидат достапни за граѓаните во руралните средини како и во пооддалечените места во двете општини. Денеска од Пробиштип министерката за труд и социјална политика Јованка Тренчевска истакна дека приоритет е помошта на социјалните групи граѓани како и на повозрастните граѓани. Посебно ме радува тоа што услугите се достапни и во руралните средини и во најоддалечените места, затоа што нашата заложба е да се грижиме и да овозможиме квалитетни услуги на секој наш граѓанин без разлика на местото на живење. Ова особено е важно да го истакнам затоа што во изминатиот период актуелни беа барањата на пензионерите за повисоките пензии, кои што секако стануваат висок приоритет на Министерството за труд и социјална политика. Меѓутоа, остануваат и социјалните мерки за пензионерите кои што во наредниот период треба да ги креираме. Проектот е прва меѓуопштинска соработка меѓу општините Пробиштип и Кратово, а е реализиран преку Министерството за труд и социјална политика, Светска банка, како и Црвениот крст при општина Пробиштип.